Почитувани сограѓани, почитувани медиуми. Пред нас стои шансата да го придвижиме Штип по патот на напредогот и да го развиваме како што посакуваат штипјани. Започнатите проекти и тие кои наскоро ќе ги реализираме се во согласност со потребите на градот и барањата на сите кои живеат тука. 3 години стоиме исправени пред вас, горди што реализираме крупни проекти со кои се олеснува секојдневието на штипјаните. Но истовремено, соочени со кризата од коронавирусот, сме целосно посветени заштита на јавното здравје. Веднаш по мојата стапување на функција како градоначалник на општина Штип, ќе иницирам добротворен фонд преку кој што ќе обезбедиме бесплатни заштитни маски за сите штипјани. Почитувањето на мерките е исклучително важно за да се добие оваа битка против COVID-19. И токму затоа, како општина ќе се погрижиме за секој еден штипјанец да биде достапна бесплатна заштитна маска. Во овој доброволен фонд апелирам да се вклучат сите општествено одговорни компании и други донатори. Ќе продолжиме успешната соработка со Црвениот крст за достава на намирници и лекови до домовите на повозрасните и изнемоштени лица. Штип ќе се грижи за секој еден свој жител. Солидарноста, хуманоста и посветеноста се нашиот столб и во тој дух ќе продолжиме да работиме. Дел од нашата програма е реализација на 100 типски куќи во населбата Света Недела за социјално загрозените семејства. Ова значи нов топол дом за нашите граѓани на коим се решува животното прашање, а тоа е стекнување на свој дом. Во време на светска пандемија, која остави здравствени и економски последици, наша одговорност е да направиме се во наша моќ да ги поддржиме сите наши граѓани. Самохраните родители и натаму нема да имаат обврска да плаќаат за своите деца во градинка. Во соработка со Сдруженијето на слепи лица продолжува договорот за ослободување од наплата за водоснабдување. Никој не е сам. Како градоначалник ќе се посветам целосно на заштитата на јавното здравје, поддршката и помош на сите граѓани кои имаат потреба и на долг рок создавање на квалитетни услови за живот и работа и за сите најмлади па се до највозрасните. Тоа е моја обврска, тоа е моја заклетва пред вас. Штип заслужува да е во сигурни раце. Ви благодарам.